Се враќаме назад во студио 1. 112 од 120 пратеници во Законодавниот дом користат социјални мрежи, односно ја користат мрежата Facebook. Ова го покажува најновата анализа на Бојан Кордалов, специјалист за пиар и нови медиуми. Бојан, добре дојде во студио 1. Благодарам. По која метода е правена оваа анализа? Вие лично ги следите политичарите или? Па прво станува збор за тим од специјалисти кои што работиме во овој дел на новите медиуми и за жал не е следење длабоко на активностите детално што се прави, туку повеќе ветер во грб на самите политичари во прв ред за ова истражување пратениците, но тоа го правиме за владините министри, како и за градоначалниците, со цел да им помогнеме и да ги поттикнеме навистина правилно да ги користат овие социјални медиуми. Не заради нивно добро, туку пред се заради интерес на јавноста, заради интерес на граѓаните, бидејќи всушност социјалните медиуми се добар двонасочен канал кој што може на политичарите да им помогне и да им укаже каде се во право, а каде грешат, да им се даде многу идеи и иницијативи. Така, например, можат многу амандмани, многу законодавни иницијативи, многу соработки да се остварат. И од друга страна, што е многу важно, на самите телевизии и други традиционални медиуми, да им отвара и помага да се отвараат теми секој ден, секако пред се во интерес на граѓаните и во подобрување на состојбата во земјата. Тие министри и градоначалници, за нив готови се анализите? За нив правевме минатата година. Во јуни месец беше за владата, значи по изборот на владата неколку недели. Не ме држите да збор, меѓутоа мислам дека 21 министер користеа социјални медиуми, а кај градоначалниците точно се сеќавам дека беше само еден кој што не користи Facebook, додека на другите социјални медиуми беше многу послаб, особено на Twitter. Идејата ни е да ја актуализираме оваа тема секоја година, да видиме каква промена има. Така, например, од лани до сега, кај пратениците се забележува дека 20 повеќе пратеници или пратенички користат социјални медиуми. Ако лани биле 110, оваа година се 112, го вклучивме и Twitter. Значи, воведуваме малци и новини, само 31 користат Twitter, но сепак е подобро од како градоначалниците, каде што беше околу 10 бројката. Така што, она што сакаме да апелираме и да покажеме оној ветер во грб, е всушност дека политичарите мора да сватат, сите носители на јавна функција, но и опозиција, дека не може да го фатат просторот на социјалните медиуми и да отворат своја страна или профил. И да бидат активни само кога имаат кампањи и да викаат ве молиме гласајте за мене. Туку тоа треба да го прават постојано и да градат однос со публиката, со гласачите, со граѓаните, бидејќи основно правило на некој нов простор кога доаѓате, така тие како политичари во нов простор се на социјалните медиуми, не да вршите пресија, пресинг, додека трае изборната кампања со реклами, со објави и потоа да ве снема. Значи, тоа е некултурно. Тоа е како да живеете во некоја зграда и да ги поздравувате луѓето само кога има избор за куќен совет, например, ако се кандидирате. Станува збор за однос и култура. Ги имате ли имињата на оние кои што не користат, бидејќи се многу помалку? Да, имињата си дадени во табелата. Она што може да се види е дека се представници од различни политички партии, значи не станува збор за една конкретна, од различни етнички кампуси се. Исто така, оно што може да се забележи е дека всушност оние кои што работат во пиар центрите, кои што се лидери или заменици во партиите и кои што биле високи носители на одредени функции или кандидати, се оние кои што редовно користат Facebook, но и Twitter и другите социјални медиуми. Всушност, веројатно тие биле во ситуација, неверојатно сигурно, да како дел од кампањата отворат вакви профили и страни, за потоа да продолжат да ги одржуваат. Апелираме и всушност една од главните работи е во овие анализи кои што сакаме да актуализираме темата, е да политичарите разберат дека мора да бидат професионални во својот пристап. Значи, например, исто како што секој, да речеме, пратеник има канцеларија, дали групна, дали посебна, има асистенти, асистентки, секретари, секретарки, возачи и така натаму. Значи, истото треба да го има и во делот на односите со јавноста и социјалните медиуми. Вие, ако се сеќавам, во една прилика изјавивте дека хендикепот е што баш овие профили на политичарите, односно на пратениците,
бидејќи зборуваме сега за нив, ги нема на официјалната страна на собранието. Апсолутно, и тоа го апелиравме лани, односно пред 14 месеци. Тоа е многу едноставна промена. Значи, потребно е само да се стават оние ознаки на социјалните медиуми, икони како што се нарекуваат, и да бидат поврзани со профилите и страните и каналите кои што тие ги користат. На почетокот може да звучи дека дел од пратениците без потреба ќе го држат просторот, бидејќи не објавиле цела година нешто. Меѓутоа тоа е и поентата. Значи да бидат под притисок на јавноста и постојано да се бара одговор и потреба за да ги користат социјалните медиуми, бидејќи не е тоа каприц, не е тоа мода. Знаете како, статистиката вели дека над 1.100.000 профили има регистрирано од Македонија. Ние немаме точна статистика, меѓутоа, ако се осврнеме околу себе, можеме да видиме дека еден голем број на луѓе користиме Viber, WhatsApp и така натаму и така натаму. Значи, тоа е потреба. Како политичари во 21. век, како носители на јавни функции, сите ние мора да овозможиме на секој граѓанин кој што има потреба преку најдостапниот лесно канал да може да не контактира. Не е битно дали е тоа апликација за поврзување, е покомплицирана алатка и слично. Поентата е што се користи од страна на граѓаните, тоа да биде достапно кај секоја институција и кај секој функционер поединечно. Меѓутоа сам ги спомнавте политичарите како луѓе кои што најмногу објавуваат, односно еден вид на популизам создаваат пред избори. Еве ние имавме политичар кој што беше фокусиран на социјалната мрежа Facebook за време на неговата кандидатура за председателските избори, и сега имаме еден лидер на една од партиите, од поголемите партии, кој што Facebook го користи како средство да се обрати до граѓаните, наместо тоа да го прави на пресконференција за медиуми. Она што е моје прашање е дали е тешко од еве вие се занимавате со PR, колку е тешко од тој аспект политичарот да го јасно да го дистанцира својот политички став со личниот профил? Па прво и основно, ако мене лично ме прашувате како човек кој што професионално се занимава со оваа област, јас не сметам дека треба да имаат личен профил. Особено неврвните политичари, туку треба да имаат професионална страна на Facebook или професионален канал, акаунт на Twitter, на Instagram и така натаму и така натаму. Бидејќи користењето на личен профил всушност подразбира дека треба многу полично да го користите и секојдневно да комуницирате како што секој од нас овдека и пред екраните тоа го правиме. Меѓутоа одговорноста е поинака. Лична е одговорноста. Значи, не како политичар зборувам, бидејќи има друга тежина. Има јадници и следбеници. Знаете како, многу обиди се прават да се направи разлика што е профил, што е страна, нема потреба бидејќи е многу едноставно. Профилот е личен. Значи, Бојан Кордалов како личност има свој профил и тој го води. Ако има страна Бојан Кордалов, значи може да има еден куп администратори кои што стојат позади таа страна. И токму тоа е целта на да речеме Facebook, да покаже дека секоја страна која што политичарите и јавните личности ја користат, ја одржуваат многу луѓе. Не е срамота никаде во светот да се каже дека цел тим работи зад одредена страна на политичар. Напротив, тоа е доблест. Колку повеќе луѓе ви помагаат, колку повеќе професионалци имате ангажирано, толку сте вие поуспешни. И токму една од работите што во Македонија фали е таа. Политичарите многу сакаат да еднонасочно комуницираат, да ги кажуваат своите ставови, своите потреби, да се испромовираат, меѓутоа никаде ги нема кога треба да прашаат став, мислење, кога ќе добијат некое прашање и коментар. Секако тие се зафатени, тие не можат да висат постојано на социјалните медиуми или еве на Facebook. Меѓутоа затоа имаат тимови. Тимовите се должни да направат преглед од секоја, да речеме секунда, ајде, секој час, што е она што се случува и што е она што се бара одговор, и да го достават до заинтересираните граѓани. Тоа е политика, тоа е како на веб страната или како преку можноста за јавен достап, пристап до информациите, вас да не ви вратат одговор. Истото и на социјалните медиуми. Меѓутоа, спомнавте тим, значи тим кој што треба да работи на тој профил. И сега примерот со председателот на САД Доналд Трамп, кој што мислам дека е најактивниот твитерџија во светот. Има ли правила содржини кои што еден политичар може да ги објавува или не може? Бидејќи еве кај Трамп веројатно не поминуваат многу филтри, туку она што е на мисла тоа се пишува. Правилниците или кодексите постојат секаде во свет.
Значи во Соединетите Американски држави, во Велика Британија, во Германија, Европска унија генерално, ви имате јасни и стрикни правила што секој административец, а камоли вработен за пиар во администрација и слично, може да направи на кој начин да комуницира со јавноста преку социјалните медиуми. Но председателот на САД е секако иземен од тие правила и сноси, освен личност, носи пред се морална одговорност ако нешто погреши. Меѓутоа, за сите вработени во администрацијата, за сите, да речеме, амбасадори, службеници, постојат јасни и стрикни правила и кодекси. Исто така британците имаат посебен кодекс со кој што е регулирано што е она што административците смеат, можат и треба да го прават преку социјалните медиуми. Бидејќи сепак се платени од страна на граѓаните, сепак тие се тука да ги застапуваат граѓаните и мора да внимаваат на две работи. Прво е секогаш да даваат одговори, да бидат сервис на граѓаните и преку интернет, бидејќи не е важно каде. Дали вие на шалтер, на телефон, на факс или на мејл ќе го добиете одговорот или документот. Работата е или поентата е да ја завршите работата. Тоа е битно за граѓаните. И затоа е многу важно и со тие кодекси пропишено. Прво да се биде на располагање, сервис на граѓаните и да се внимава како се комуницира и што се прави. Кај нас се уште темата се разработува понекогаш и театрално. Дали во работно време политичарот води кампања или не. Јас разбирам, ние сме млада демократија и треба да внимаваме што кога правиме. Меѓутоа, знаете како, еден министер не може да биде до 4,5 саат министер, а после тоа да биде кандидат за или да зборува на митинг на некој кандидат за градоначелник. И тотално ирелевантно дали во работно време или во неработно време кавер фотографијата ќе ја промени или не. Можеби некој од тимот кој што не работи во институцијата каде што е функционерката, го направил тоа. Значи треба да се симнеме од тривијалностите. Треба да се симнеме од прашањата кои што се повеќе формалност и треба да се фокусираме на практиката. Да разбереме дека граѓаните се многу присутни на социјалните медиуми. И ако имаат потреба од било кој функционер, од било која институција, пазете, не е само функционерот, од било кое штрафче во една државна институција да побараат одговор, документ или било што, потребно е да може да им се излезе во пресрета. Тоа е онлайн демократија, тоа е демократија и тоа е сервис во 21 век. Меѓутоа, дали е допустливо за време на некоја седница на собранието, новинарите се сведоци, тоа ги беше и во медиумите. Често го има, така. Дел од пратениците се можеби повеќе од активни за време на една седница? Знаете како, тоа е како да разговараме дали Меѓутоа етички и морално зборуваме. Етички и морално секако дека секој одлучува што е и секој на крајот на гришната одговара пред својот електорат и пред граѓаните. Не постои рецепт кој што можеме да го дадеме дека толку минути или толку часови во денот се седи на интернет. Меѓутоа, она што е важно е и она што многу ни недостасува, вклучително и тука, е да се создадат така наречени таргети и она што се мерливи вредности. Заради тоа што не имаме многу пратеници кои што само седат во пратеничките клупи, можеби не ни седат на интернет, слушаат, тоа никогаш не се јавиле за збор. Дали е тоа подобро вредносно од оние кои што зборуваат, се јавуваат за збор, предлагаат амандмани, а меѓутоа повеќе седат на интернет. Сепак на крајот е важно што е она што секој носител на јавна функција сработил во интерес на граѓаните и како придонел, значи за да ја заработи платата за која што има. Тоа се однесува и на секој службеник. Риториката на политичарите, на пратениците еве во случајов, без разлика каква и да е, со себе носи една вид на тежина, нели? Која што и можеби има опасност преку својот Facebook профил или Twitter да ја замајува јавноста од една важна тема. Дали во анализата имате такви случаи? Или па, ако можем да го проформулирам прашањето, еве директно, кои се најактивните политичари кои што сте ги забележали? Најактивните политичари се секогаш право пропорционално подредени. Колку е повисока функцијата, според хиерархија. Така, и хиерархијата и функцијата во државата, толку е активноста поголема. Меѓутоа, она што мачиме и во интересе на политичарите пред се на граѓаните, да го кажеме, е дека не е работата да бидете активни да шерувате. Например, сте имале пресконференција, еве најпрост пример, било еден ТВ, биле другите телевизии, радио, вестници и тоа е пренесено.
Не е никаква ексклузивна вест, вие на вашиот Facebook, на вашата Facebook страна или Twitter или Instagram, ако ставите шер од веб страната и од целиот текст на пресконференцијата. Таа е веќе разработена. Мора да имате посебен контент, посебна содржина, која што однапред не вие лично како политичари, туку заедно со вашиот тим ќе испланирате и ќе ја предвидите, со кое што ќе да објасните што е на што се сакале да го направите. Ќе бидете спремни, тоест вашиот тим ќе биде подготвен со сите одговори на прашања кои што ќе бидат поставени. Бидејќи ние сега разговараме, не можеме на гледачите да им одговориме преку екранот. Така и политичарот, кој ќе ја даде пресконференцијата, масовно допира до сите. Меѓутоа, социјалните медиуми се она дополнување, она комплементарно со телевизијата, кој што возможува, ако нешто не им е јасно, ако нешто не се согласуваат, или ако нешто сметаат дека треба да предложат или пофалат, го користат заради тоа што се двонасочни и даваат информација овде и сега, во моментов. Така што ние имаме проблем во државава повеќе да ги натераме политичарите да имаат професионален пристап. Поголема транспарентност, веројатно. Они се знаете како тоа е многу осетлива тема со транспарентност од држава. Да, меѓутоа кога обичниот човек ќе може да го контактира пратеникот во секое време, транспарентноста е секогаш поголема. Да, ама сега да имаме политичар во студиово или дел од PR тимот ќе ни каже дека транспарентност е ако сите информации се јавно дадени, колку се потрошило, што се направило. Меѓутоа јас се слагам со вас дека всушност 21 век транспарентност е да давате одговори да бидете достапни. Повторно ќе кажам, да немаме илузија дека премиер, министер, лидер на опозиција, пратеник, директор на предпријатие јавно, ќе биде 24 часа достапен и ќе одговара. Меѓутоа, затоа има тим. Затоа има тим кој што ќе дојде во електронска веза и ќе покаже еве ги прашањата. Можеби ќе спреми одговори. И ќе бара да бидат потврдени од страна на политичарот, политичарката. И да се каже, во ред, ова е, врати го, друга работа. Значи, денеска во 21 век со паметни телефони. Па нема серија на прашања што можете со обичен телефон, како дел од тим на политичарот, да дојдете да го снимите и да ги објавите како одговори на прашања. Значи, а особено што има тренд во нашата земја, во Бугарија, и во дел од други земји, да се зборува прво лице. Значи, вие ако велите во прво лице, јас денеска се сретнав, јас денеска остварив состанок, значи, де факто, тоа е ваш профил, ваша страна. Тоа ще треба и да одговарате на прашањата. А ако користите трето лице, или неодредено лице, од средбата, заклучок, така натаму, значи, автоматски, директно кажувате дека е ваш тим. Ќе повторам, Facebook вели, кога отварате страна, нормално да имате поддршка и администратори. Не е профил. И не е срамота да ви помагаат. Затоа треба да се направи добра синергија и пред се да се излезе во пресред на квалитетот и на објавите, и на одговорите, и на комуникацијата. Затоа што социјалните медиуми ни помагаат да комуницираме и се од огромна полза и за политичарите, и за граѓаните, но пред се за евроатлантската перспектива на земја. Јас само за крај ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете гостин во Студио 1 и како што е веќе практика на нашата телевизија, сакам да ви ја подарам оваа книга, најновото дело на нашата драга Санта Аргирова, Времето на Перонов, политички трилер, кој што... Ако смеам да додадам и да ги препорачаме претходните два романа, две дела на Санта и Портрет од Дрезден и Добро утро Јаков, и со задоволство ќе ја прочитам и оваа, бидејќи нејзиниот стил сметам дека е нешто кое што освежи во просторот. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.